Пред нас го гледаме Пелешичи мост, односно моштот Пелешак, пустината Сахара. Алпите, Грузија, во Ерменија, во Кападокија. Јас сум Ташето и ова се моите патувања. Добро утро на сите и добро дојдовте во уште едно видео во кое што патуваме со Ташето. Јас сум моментално во Херцег Нови, сега го напуштам апартманот и се упатувам кон границата со Хрватска. Значи, планот за денес е од тука од Херцег Нови да влезам во Хрватска покрај Дубровник, значи долж Јадранска магистрала преку новиот мост што ги спојува двата дела на Хрватска, кон Макарска и покрај Макарска да се упатам да стигнам во градот Задар во Хрватска. Интересно беше смештајчето тука, не беше нешто кузнешиво, меѓутоа за една ноќ да помените беше сосем доволно. Тука моторот делуваше доста безбедно, паркиран, не бев за тоа воопшто загрижен. Сношти прошета ви кажав. Пијав едно кафе, сега не знам тука гужви кога ќе има на оваа граница. Последно кога ја преминував имаше доста гужви, сношти гледав на Google Maps, се покажуваше гужви, беше доста црвено, така да не знам колку брзо ќе поминам и како ќе се случува све. Но вчера не стигнав бензин да турам, така да сега гледав бензински има попат кон границата да го направам тоа да не заборам. Бидејќи немам уште многу, веќе ми свети резервата. Времето е доста убаво денес, сончево, топличко, така да очекувам еден ведар ден, да нема облаци, да не биде облачно времето депресивно како што беше вчера. Иако ова сонце ме служи цел ден, ќе биде еден убав ден за возење по Јадранската магистрала. Сега тука треба да додам лево. Од тука малце ќе му го сечев патот. Значи од тука од Херцег Нови, каде што ми беше апартманот, до граничниот премин има само 6 километри. Така да за 10 на минути би требало да бидам пристигнат на граничниот премин меѓу Хрватска и Црна Гора. Еве и бензинска, да турам бензин тама на брзина. Не знам дали има обично Црна Гора вработени по бензинските што турат. Не знам дали е направена сега како во европските земји сам да си тураш. Си турив сам на крајот, имаше автобус со туристи. Не знаев дали е совработен и дали дека има гужви не се излезени или пак е само посложно. Си турив сам на крај, си влегов, си платив, одма завршив работа. И кој што сватив само послужно е, пошто туристите сите беа кај што се прат кафина. А јас не појдов таму. Океј, шо е ова бе, ни една кола нема? Да не е затворено нешто. Можам да речам дека доста брзо поминав. Сега наред е хрватскиот дел од границата малку потаму. Да видиме таму како ќе оди. Но тука немаше некои гужви. Да не речам ич немаше. Малку подалеко хрватскиот дел. Кога бев тогаш, ако добро ме служи меморијата, се тоа со коли беше. Ајде да видиме Хрватска. Дали има гужви? Не гледам гужви. Ова ќе види доста брзо. Чудно брзо. И официјално добре дојдов во Хрватска. Значи доста брзо поминав. Немаше некој преглед едно друго. Да вистина изненаден сум. Може би не очекував кој знае колкави гужви како последно кога бев. Меѓутоа пак очекував нешто повеќе коли да има. Сега дали дека е рано наутро, дали нешто друго е причината, не знам навистина, но знам дека сега е време за возење низ Хрватска по Јадранска магистрала.
јас тука законот да го прекрашам. Вик сакам една пауза да направам, не успеав да најдам и на голема пат што ќе ме донеси тука побрза постапка. И сега пред нас го гледаме Пелешичи мост, односно моштот Пелешак. Ова е најголем челичен мост во Европа. Да направам пауза и ќе ви кажам повеќе детали за овој мост и општо Јадранското море. Значи тоа е Пелешичи мост, најголемиот челичен мост во Европа, мост кој Хрватска го изгради со цел да ги спои своите две територии, бидејќи не знам дали знаете, Босна излегува за малку на море и со тоа ја дели хрватската територија на два дела. Па Хрватска го изгради овој мост со цел да си ги спои тие два дела и со тоа да не мора луѓето од долниот дел да одат да преминуваат граница низ Босна за да стигнат во другиот дел на Хрватска. Знам своевремено Босна се бунеше нешто, пошто ако деме како изградела пристаниште во Неум ќе не можеле бројови тука да поминат. Но во секој случај Хрватска негде започна со изградба 2018, а веќе 2022 беше целосно пуштен во сообраќај овој мост, значи за само 4 години и го изградија и го пуштија за сообраќај. Сега се движам кон градот Макарска и сега ќе ја возам малку повеќе Јадранска магистрала. Моментално поминувам покрај Макарска, значи се уште не е најубавиот дел започнат од Јадранската магистрала, да прва треба да почни, но во секој случај, иако не беше да сега патот посење само покрај море, во секој случај беше интересен, имаше доста кривини, асфалтот беше многу добар, значи немаше буквално ниту една дупка немам сретнат кога сум влезен во Хрватска. Значи ода му е барем за овој дел, барем за Јадранската магистрала. Јас сега ќе направам негде тука една пауза со поглед на Јадранското море, само да најдам солидно место да излезам еднаш од Макарска и би требало да има доста такви места покрај самиот пат. Сега кога ќе заставам исто така и ќе јадам, се уште имам од едни како сендвичиња мајка ми што ми ги имаше направено. Буквално немам, да уште добро второ да ми овам, пак немам уште јадено нешто купечко. Тие вчера на два пати јадев од нив. И сега ќе јадам од нив, нешто што заборави да си земаме 3 во 1 за на Савајле, кафе сакам да си имам. Кога ќе стигнам во Задар да си купам такви повеќе да имам. Бидејќи Савајле останав, немаше никаде во близина. Нити маркет немаше, одма да речем во непосредна близина, нити кафич. Иначе доста мотори, премногу мотори по патот. Сепак сега веќе отвара сезоната, затоплува. На сите меракот му е насобрано од времето на зимата, не можеа да возат и сега се пуштија. Претежно се хрвати, германци, италијанци, така нешто. Нема душе германци многу, паќето италијанци беа. Веројатно му одговара, си вртат со трајект за Албанија, си фаќат и нагоре. Иначе моторчево многу ми се бенди за накривини, за навалување, за едно друго. Баш ми смерди, свој сила има многу добра, да речем. Не е премногу јак, меѓутоа кога ќе нагазам на туражата, ако треба нешто на брзина да претицам, има сила повеќе од доволно, односно доволно за да брзо да го извршам претицувањето. Времето е таман, онака не е ни жешко, не е ни студено, значи свежичко. Со сите отворени вентили на опремата возам и е баш таман идеално погодено. Завртив малку кон назад, најдов една бензинска, всушност мислам дека нистата бензинска лани кога се враќав од Алпите направив пауза. Таму ќе направам сега една пауза, таман реков ќе турам и бензин, таман едно гајле помалце да имам. Не дека морам сега да турам, меѓутоа кога веќе застанувам на бензинска, зашто со едно застанување да не искористам. Тука сега веќе сами си тураме.
Супер, 95. Малко си го изпръсках, ама той грее го изпръска. Завършив јас со паузата. Турив бензин, искрено не видов колку беше литарот. А може и на снимката се гледа, тука пак треба лево да завртам. Може и на снимката се гледа колку беше литарот, негде 7 кг, колку мислам, не се сеќавам точно. Да си го ресетирам ова за горивото. Ете така. Сега одам кон Сплит, значи Јадранска магистрала ја возам до Сплит и потоа од Сплит се качувам на автопат за да стигнем до Задар, да заштедам малку на време. Таму го имам иначе возено од Сплит кон Задар, да речам делот на Јадранска магистрала, доста е добар. Интересен е така, не е, има и таму доста возење покрај море, не е досаден некој пат. Но го имам возено, сега сакам да стигнем побрзо до Задар. Значи возам и онака се размислувам, значи сеќавањето што го имам за Јадранска магистрала претежно беше возење покрај море. Дали дека имам од север кон југ возено, така ми се чинело, од другата страна сум бил. Не знам, навистина вака низ многу градчина, селца поминав повеќе отколку што возам низ море денес. А и овие што ги поминувам селцата, градчината, не можам да се сетам дека сум ги поминал тогаш кога возев Јадранска магистрала. Дали прво сеќавање ми се останат и само бајте делојка што било покрај море. Знам од Риека до Задар, ако не се лажам, значи, ето и за тоа имам сеќавање, тоа беше цело време покрај море возење. Утре тој дел ќе го возам, па ќе видим утре како ќе види. Има иначе радари овде, наместени скоро во секое село што го минувам по патот. Меѓутоа има знак се каде контрола на брзината, си намалувате, ги поминувате радарите, потоа излегуваат од населеното место и на отворено можете побрзо да возите. Сега веќе сонце мава во морето, значи кристално чиста е водата, не знам дали дека уште не се капат луѓе, дека нема капачи, поима нема, ама дужа не е, и тогаш кога возев покасно беше пак крај мај месец, ама чиста беше пак. Да, иначе нешто интересно за Јадранското море, освен што е чиста водата, има над 1200 острови, од кои што повеќето се долж брегот на Хрватска и му припаѓаат на Хрватска. Чудното е што, значи, буквално Јадранското море од Италија и Словенија оди надолу до Албанија, како не се погодиле островите покрај Албанија и Црна Гора или покрај италијанскиот брег, туку се погодиле баш тука до Хрватска. Иначе исто така интересен факт е тоа што и во Јадранското море има ајкули, да знаете. Обично вака кај што се капиме сите мислиме дека нема ништо во морето опасно, меѓутоа има. Сега нормално не се во плитките води каде што се капат луѓето, меѓутоа во длабочините, да речам со брод да одите, има. Влегувам во Сплит, веќе започнуваат гужвите. Брзо го поминав, сепак Сплит немаше гужви како на почетокот што имаше понатаму. Сега веќе можам да речеме дека сум излезен од Штип, одам да се приклучам на автопатот што ќе ме однеси до Задар. Всушност тој автопат
Не знам сега точно, меѓутоа е многу поголем, не е само од Сплит до Задар, туку можев, например, и од многу порано од мостот кога го преминував веднаш да се преклучам на автопатот, меѓутоа јас не сакав. Така да ако сакате брзо да стигнете да помините низ Хрватска, можете да ги користите автопатите. А негде ќе направам прва пауза и потоа правец Задар. Овој пуштеш мигавец, ама се преклучувам сега на автопатот, има патарина, гледам само картички земат, така да многу веројатно дека како во Италија и Србија земате картичка и после како ќе си ја земите, си ја плаќате, си ја спремив кредитната овде за плаќање, меѓутоа ете не било така. Застанам сега, морам пак да си ја на место. Да си ја спакувам и така си ја клам тука во джепчето. Ова е многу убава работа. Значи од Скопје некнико си идев тука кредитната и ми рече таа господјата дека може и да фаќа без да ја вадам картичката вака, па ќе пробам сега така, ако ќе дојди да го плаќам автопатот в Хрватска. Сега од тука до Задар 140 километри. Тоа беше автопатот од Сплит до Задар, помина и тоа. Сега да видиме со патарината како ќе биде, гледам има вработено лице на кое што му дават пари, така да нема да е автоматизирано со оние што јас ги викам во Грција кафемат патарини. Си го изам кратичето. Видите, море да ги изам ќе треба. Па двете ќе ги изам, ќе си платам фино лепо. Браво. Само картичка. И тоа беше значи 4 евра и 70 центи за колку 150, мислам 130 километри некаде. А може и 150 да беа километри возење автопат. Сега да одам кон градот Задар. Значи пополека јас влегувам во Задар, овде лево пристаништето како што успеав да прочитам. Има два големи бродови крузери се предпоставува. Меѓутоа имаше знак пишуваше и фери бродови, така да излети тректи од Задар тргнуваат. Сега не знам точно дали има од Задар за Италија, например, тректи, би требало да има, ама да не ве лажам, немам проверено. Тука треба право јас да одам. Ајде да видиме што се случува низ градот Задар. Еден од поголемите градови во Хрватска кој што се наоѓа покрај самото Јадранско море. Обележани улици, асфалтот нов, дупки нема. Тоа се првите впечатоци за сега. Искосена тревата. Ајде. Се погодија зелени сите последно. Тоест може не се погодија, може намерно му се така правени. Ајде, јас имам завртување за 1 километар, а до хостелот, иначе да, ќе спијам денес во хостел, не знам дали ви кажав. Така да не знам колку ќе можам да ви снимам натре, да ви ја снимам совата. Но тоа што ве интересира, можам од сега да ви го кажам, е дека треба да има паркинг за моторот во ограда таму, затворен и плюс плаќам 13 евро, плюс 1,5 евро треба данок да платам.
Многу бајацинки имаше хостелот, осум за прика нешто, изгледаше чисто интересно, така да би требало да е убаво. Интересно зелено паркче тука, мириса на бор. Некои гужвички мали ме фатија, имам уште 950 метри до хостелот. Не знам овде да се изфилтрирам дали. Дали јас го подсгрешав патот? Изгледа да. Изгледа го подсгрешав. Ху-ху. Овде треба десно. И ете го хостелот, правец кај него. Дај ми пропадни мотор. Значи го шетам градов, многу малку туристи, многу малку луѓе, многу слабо раздвижено. Дали дека уште сезона не е, дали нешто друго е работа, дали стално така е. Не знам, јас искрено мислев дека ќе има поки за шетање и пешачка зона и нека поминат коливе. И поки ресторани, кафичи, мислев дека ќе има покрај море нешто, ама немаше нешто кузнешо. А тука доаѓам и до крајот на самото видео. Доколку ви се допадна, притиснете на дугмето лайк и доколку сакате да бидете известени за моето следно видео, притиснете на дугмето subscribe. Пред вас можете да одберете некое слично видео или да го гледате претходниот прв ден од ова патување. А до следното видео останете поздравени и чувајте се.